Македонија е 6 места долу на индексот на Репортери без граници, што е загрижувачки тренд практично. Како го објаснувате овој тренд? Да, секој регрес во медиумскиот сектор практично е и едно назадување на демократските вредности во нашето општество. Македонија има интересна историја кога станува збор индексот на Репортери без граници. Значи, ние знаеме, умееме да бидеме шампиони од најлоши до најдобри. Пред 10 години Македонија беше на 123-тото место од вкупно 180 и беше убедливо, би рекол, најлошата рангирана држава во овој континент. А 10 години поосна, односно минатата година, имавме популарното славно 36-то место и бевме меѓу подобрите позиции, парирајќи практично и на земјите од Западна Европа и Скандинавија дури. Јана, Шведска е од второ на трето место паднато и мислам дека за Репортери без граници таму се концентрирана целата енергија, зошто во Шведска паѓа едно место. А ние кога ќе паднеме 6 место од 36 на 42, јас мислам дека ние не треба да се загрижиме, затоа што имаме загрижено веќе 2 децении наназад. И затоа што во тие 2 децении продолжуваат истите тенденции. И сега кога почнеме од 2023-та, ми е многу драго што Репортери без граници го промени модалитетот и сега оценките ги носат врз база на 5 индикатори: политичкиот, социјалниот, културолошкиот, legal framework, законодавниот и така натаму. Тоа е од 2023. Но уште повеќе ме загрижува што овие денови не слушаме дебата, дискурс кој дава поддршка на тие 42, односно патот 6 места. Политичките партии, па и владеачката, која не сме, затоа што е во префиксот владеачка, да се занимава и оди дотаму кој го напишал, кој известил Репортери без граници. Да биде појасно, известиле ЗНМ, ССМН, СЕМ и МИМ. Значи, Репортери без граници смета дека тие 4 релевантни чинители во нашата индустрија може да ги дадат потребните одговори. Тоа се цели формулари кои не ги пополнуваме на крајот или почетокот од годината, во зависност веќе имам заборавано. Не знам зошто се води дебата воопшто од каде е потеклото на тие информации. Не ги даваме информациите, меѓутоа заклучоците си ги носат тие. А мислам дека не е многу тешко да се изведе заклучок кога синдикатот на новинари на медиумски работници во Македонија ќе констатира дека имаме проблем со просечни плати, па на Репортери без граници да им помогнам на партиите. А зошто им помагаме? Затоа што тие се имаат, предпоставам, мувата на капата и се ја ишкаат, затоа што во политичкиот контекст, каде што имаме најмногу 5 индексни поени пат, токму тие се во заглавието, тие се во диспозитивот, дека си направиле посебни медиумски системи со кои ни парираат. Не нам што ни парираат, ние сме во борба. Ние сме, с првиот ден кога сме пристапиле на оваа професија, сме во борба. Меѓутоа, прават привид пред граѓаните. И од тука почнува се. И ние треба да се бориме за вистината. Опфатени се извинам што ве прекинувам, опфатени се 2 практично владеачки гарнитури. И СДСМ, владењето на СДСМ, со ДУИ, добро, не ги заборавиме, и ВМРО-ДПМН во одреден период, прилично голем период. Така да не може да се дефинира дека само една политичка партија допринела до овој пат. Беше изборна година. Затоа, меѓутоа сите партии, јас не сакам да има овде диференцијација. Левица постојано се обраќа во јавниот дискурс. И не секогаш, и не ретко користи напади лично кон нас. Тука се, можам да кажам, и во албанскиот под партиите на албанците. Исто во катадневно препукување. Така што не би иземал јас никого во ова. Едноставно политичките партии нека останат на страна од медиумите, а сакаат да се мешаат. Видите, колку е интересно. Ние сега сме во состојба во која политичките партии, па ајде речеме и она која е владеачка во моментот, нели циклично, не сака да ги узурпира медиумите. Те имат нова тенденција, сака да направат медиуми, да се формираат медиум. Има едно сега последно на ВМРО-ДПМН е 260 секунди, не знам дали сте го приметили, има цел подкаст. И добро, ако ние зборуваме околу легалноста на тие состојби, постојат во светот. Меѓутоа, кога споредено со ние тоа што го работиме како точно новинарство, и споредено што тие преку тие гласила сакаат да го принесат, тогаш има подудирање и ние имаме тука проблемот.
А штетата знаеме чија е. Да не се повторуваме со флоскулите. Демократск, столбот на демократијата, тенденцијата кон Европска унија, кон која целиме и така натаму, и така натаму. Граѓанинот е секогаш, гласачот е секогаш подјарамен и супресиран и зборуваме за медиумска писменост. Не имаме медиумско силување. Не треба да имаме слободен медиумски дискурс за да имаме, нели, да се занимаваме со медиумска писменост. Ние сме нападнати, ние сме обременети од лажни вести, информации, партиски вести. И тоа се оди во тој политички контекст, каде што ни е најлоша оценка да заклучокот на Репортери без граници. И затоа тие се ишкаат многу. Да, практично и минатата година дека имаше и двојни избори и самиот изборен процес влијае, често се случува да влијае на медиумскиот сектор и на начинот како работат медиумските работници. И апсолутно овој извештај се однесува на период 2024 година и практично прави скенирање на неколку клучни подрачја што се важни за медиумските слободи. Пред и после избори практично ги опаќа периодите. И сега да се задржиме за најкритичниот дел, за кој сметате, заради тоа што во принцип најголемиот проблем е всушност економската зависност. Кога немате економска моќ, тогаш се разбира супресија, моќта на и владеачките гарнитури, властите и бизнис центрите се оние кои доминираат. Да, тоа е апсолутно точно, затоа и извештајот го истакнува моментот на економската стабилност или би рекол критичен го става економскиот контекст на медиумскиот сектор, укажува дека медиумите во Македонија дел од нив имаат нетранспарентно финансирање. При тоа се мисли на последните измени на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кои што практично се враќаат оние така наречени владени кампањи во приватниот медиумски сектор. Освен тоа, се нотира и слабата економска позиција во која што живеат медиумските работници. Тоа се новинарите, снимателите, луѓето што се зад камерите. И не може да се очекува дека кога просечната плата на голем дел од медиумските работници е под просечната плата во државата, дека истите тие луѓе имаат голема мотивација да откриваат одредени критични теми кои што се важни за нашето општество. Секако има и позитивни примери во контекст на тоа. Меѓутоа, економската стабилност, економската моќ на медиумите и на новинарите, односно немоќ, е голем предуслов за квалитетното информирање и за содржината да биде, да речам, уште подобра и од јавен интерес за сите граѓани. Тоа е економско-социјалниот, поделен е во две групи. Оваа година економскиот повеќе загрижува, затоа што сега економскиот не ги таргетира само како социјалниот работник, односно работното место и работната позиција, туку и самиот инкам, самиот прилив на средства. И ние повеќе ќе мораме да се ослободиме дека ова индустрија, ова не е индустрија, за да биде индустрија треба да создава добра, тие добра да ги понудиме на пазарот и од нив да заработиме назад за да можеме да оствариме нашите приходи. Пресметките наши говорат дека нас не недостасуваат во индустријата приливи за да се издадат и овие ниски подпросечни плати. И за среќа и волја на вистината или за еден тажен факт е дека ние скоро секоја година некогаш имаме и по 2 изборни циклуси и се подпираме на ППР-от на платената политичка програма која е околу 5 милиони евра, за да можат да се дотираат тие средства за да можеме да имаме редовно и режиско плаќање на трошоци. Ние не сме повеќе индустрија. Но тука можеме да отвориме цел сегмент на проблеми и како да дојде да се решат. Нито Репортери со граници не се занимава со тоа, остава проблемите ние да си ги решаваме сами. Сами да изнаоѓаме решение, сами да нудиме решение и доаѓаме до законодавниот аспект, каде што инсистираме сите чинители медиумски во нашата заедница, предводени од Синдикатот на новинари и медиумски работници, да го тргнеме државното финансирање. Што значи тоа? Граѓанинот нас треба да не плаќа. Ова морам многу добро да го објасниме, Билјана, затоа што сме доведени да се правдаме дека зошто ние бараме пари или не бараме пари од државата. Ние не бараме пари од државата, ние бараме пари од граѓанинот кој преку даноци ја полни државниот буџет, државната каса. Затоа што е нужно ние да постоиме, така доаѓаме до таа важна професија која треба да. Овде секогаш не идуваме на критика. Зошто вие да бидете во некоја форма субвенционирани или дотирани?
Затоа што без нас и лекарот нема да може да работи во нормални услови, затоа што ќе цвета корупција, криминал, затоа што ќе нема критичка мисла. Нема да може вработениот во ЈСП автобусот затоа што ќе биде супресиран на своето работно место. И нема каде да се обрати и пожали ако не се медиумите и слободниот простор. И зошто ова го велам волку гордо? Воопшто нема овде егоизам. Истражив. Во 1947 година Франција ја препознала потребата да ја субвенционира платата на медиумскиот работник. Јас цело време постојано мислев дека 1987. 47 година, 2 години по Втората светска војна, Франција разбира, абсолвира дека на оваа гранка и професија и треба од државата помош, но не од државата, не владини пари, не, парите на граѓанинот, преку даноците, платените даноци. И тоа треба да оди во 3 насоки, ние точно ги имаме разработено. Тоа е раст на платата, постојаната, да биде ослободена од придонеси, субвенционирање на минимална плата во региони каде што имаме медиумски пустини, се ќе преточиме во законски предлози, ќе биде испорачано во собранието, и субвенционирање на медиумски фонд, каде што така стабилен, сигурен, со сигурна работна позиција, медиумски работник може да аплицира за содржина и да мисли на таа содржина додека ја создава. А не 102, не пари на сметка на работодавецот, затоа што таа легнува во графа добивка. Добивката е уставна категорија. Ако дојде утре Павле, предложи таа да се распределува, тоа што правиме со Джонсон Мети во држава или со банките. Ке чекај, видите, овој ги распределува средствата на добивката, па утре ќе му текне на некој да распределува и мојата добивка. Добивката е нешто свето. Добро, познато е, и секогаш тоа го потенцирам, дека финансиската моќ или немоќ, значи финансиската независност не зависи од новинарите. Не зависи од новинарите, но не се виновни од друга страна ниту владеачките структури, власта, ниту собствениците. Моќта сепак е во рацете на новинарите, кои имаат Сдружение на новинари на Македонија, кои имаат синдикат. И сега клучот е тука. Колку тие на вистина заедно работат, заради тоа што не може да ги обвините ниту пак луѓето кои се на клучните позиции во македонските, и во ЗНМ и во синдикатот. Значи, моќта е на сите новинари во рацете на сите новинари. Имате ли некакви планови заеднички да делувате? Не вие како здружение, се разбира, можете, но важно е новинарите да бидат оние кои ќе бидат некаков мотор. Апсолутно. Во услови кога имаме премногу медиуми, значи во Македонија има над 200 медиуми, од кои што помалку од половина се традиционални, тоа се телевизии, радија, печатени, а повеќето од нив се онлайн или дигитални медиуми. На така мала територија, на публика што е помалку од 2 милиони жители, со пазар што е помалку од 30 милиони, тоа се премногу медиуми, а има премногу малку средства за истите да бидат на едно високо ниво. И сега прашањето е што може да се направи поинаку за да бидат и стандардите на самите медиумски работници на подобро ниво практично. Примерите од регионот, меѓутоа и препораките на Советот на Европа вели дека самата држава, односно тоа е владата, надлежното министерство кој што е за медиумските закони, во случајот тоа кај нас во Македонија е Министерството за дигитална трансформација, треба да направи, да креира амбиент во кој што ќе се поттикне медиумскиот плурализам преку механизми на поддршка. А еден од тие механизми кои што Сдруженијето на новинари на Македонија веќе години наназад го промовира и го се залага за истиот да биде дел од нашата регулатива медиумска, е тој така наречен фонд за медиумски плурализам. Тоа што значи? Значи дека медиумите, група на новинари, продукции или останати чинители од медиумскиот сектор, како што кај нас, да речеме, одредени странски донатори, односно амбасади и Министерство за надворешни работи на членките на ЕУ, имаат понекогаш повици за поддршка на квалитетни медиумски продукти, така би требало и нашата држава и нашата, да речеме, нашите институции да се грижат дека кога веќе може, не знам, холандска влада, германска влада, Европска комисија, УНЕСКО, да не ги набројам сите останати, кога поддржуваат медиумски продукти, зошто да не го направи тоа и македонската влада, односно надлежните институции, бидејќи на крајот на денот главните конзументи се граѓаните, со тоа нема да се прави услуга на самите медиуми и новинари пред се, ќе се направи услуга на самите граѓани да имаат поквалитетни информации и истите да бидат поинформирани граѓани на оваа држава. Билина го поставаш едно од најважните прашања, тоа е во претпоставувано графата решение. Да.
решение, нели ние сме лидери, како да се кажеме, претседатели со мандат за да понудиме некакво решение за да можеме да ја подобриме состојбата, секако или да помогнеме во одредени сектори наши медиумски. Без солидарност, здружени, сите на едно место. Сето тоа преточено по легислатива, подзаконски правен акт, а тоа е колективен договор. Ние не можеме воопшто да разговараме за нашата индустрија, повеќе и за обстанокот на нас во таа индустрија. Само Данска ќе ја предочам, како не можеме ни да кажеме императив, затоа што е недостижно. СОН имаат 40 колективни договори во нивната индустрија медиуми. 40 одделни, посебни колективни договори. 40. Јас се ти овде да лицитираме, ќе трае изјавата наша. 50 минути нема ни текнува кои се сектори. Меѓутоа, оние веќе ја уредиле во такви подробности оваа професија, што не може никој да биде репресиран, никој повеќе не може да биде неплатен. И кој како партиципира, доаѓа, нели, има желба, има волја да работи во оваа професија, веќе си го знае своето место затоа што постојат колективни договори. Ние во Македонија имаме два, едниот е во МИА, од ССНМ, подпишан, вториот постои одамна, со синдикатот на МРТВ, но таму сакаме да партиципираме во негово видо изменување, немаме потреба од нов, само сакаме да седиме на маси, работиме сега на тоа. Многу правиме, за да ја врамиме, да ги дадеме основите, фундаментот на нашата професија. А тоа во таков еден колективен договор би било многу едноставно, затоа што пред се ќе се пропише кој партиципира, што работи, тој кој му е описот на работните задачи, нешто што е во корист на самиот работодавач. Од друга страна, при влезот минималната плата која треба гарантирано да ја добива еден нов млад тазе медиумски работник, па се до секакви подробности како се подготвува една ваква емисија. Колку време е потребно наназад, тоа постои под колективниот договор на МРТВ. Така што, но зошто ние сето ова за нас јас имам само сон? Затоа што ние од едната страна ги имаме работниците кои се здружија пред 15 години во самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, а од другата страна имаме празно столче. Затоа што работодавачите, нашите сопственици, не сакаат да се здружат во кластер на работодавачи, за да можеме да подпишеме гранков колективен договор. И ние сега треба да одиме еден тежок трнлив пат, а тоа е со посебни колективни договори кај секој работодавач. А со тоа што ние сме дисперзирани, благодарејќи на интернетот и онлайн медиумите, ние сме во мали организми од 3, 4, 5 вработени во редакција и замислете тоа колкава енергија и колку би било тоа мачно да се постигне во краток период. Но е стварливо. Ако Данска може да има 40 колективни договори, па ние можеме да имаме 5 барем до нова година. Да, државата во законот е пропишена дека е медијаторот, до Министерството за труд го верификува колективниот договор, го седи во процесот како медијатор. Да, меѓутоа да бидеме реални, мораме да повикаме дека ако сака оваа владеачка номенклатура да направи нешто добро за медиумите, треба да се ослободи од владини пари, треба да дозволи граѓаните да го плаќаат нашиот труд, барем до одредена граница, за да не биде загрозен финансиски, и од друга страна, кога разговори мешетари со емисарите на нашите собственици, треба да предочи дека треба да се подпише колективен договор. Затоа што се направи еден баланс. Ако не дојдеме до тој баланс во нашата професија, не е artificial intelligence. Ние ќе престанеме, не ќе се само изгаснеме. Затоа што кога нема нови, возрастните се заминуваат, тој е природен процес, депопулација во нашата професија. Околу цензурата и самоцензурата. Еве, примерот во телевизија 24 е светол пример. Никогаш јас, ниту пак сум слушнала дека моите колеги биле под некаков притисок. Но таа слобода е тешко стекната во светски рамки, се разбира, историска е и таа секогаш продолжува. Но во извештајот говори за заплашувања и притисоци. Сакам тука да потенцирате, да акцентирате каде се тие забелешки. Практично е речиси идентичен со годишните извештаи што Сдруженијето новинари ги работи и ги објавува десетина години наназад. И би рекол нескромно дека дел од тие референции и статистики се преземени од нашите извештаи. Истото тоа го прави и Европската комисија со годишните извештаи за прогресот на државата, како и извештаите за човекови права на американската амбасада.
Тука имаме неколку проблеми. Прво е тоа што иако Македонија споредбено со другите земји од регионот има помал број на физички напади, сепак нешто што загрижува е спората правда или пак оние стари постари случаи кои што остануваат нерешени. Да не забораваме, оваа година и минатата година две возила приватни на двајца наши колеги од Штип и од Охрид беа запалени во целост и истрагата се уште трае. Ние разбираме дека е потребно време од, не знам, месец-два, меѓутоа првото запалено возило беше во октомври. Денеска сме ние практично мај. И овие случаи кога ќе се забележи дека не се решаваат промптно на брз начин, практично влијаат сериозно да на тој индекс државата паѓа. Значи еден од важните аспекти, освен правната регулатива да биде квалитетна, е и брзо решавање на тие така наречени загрозување на безбедностни прашања на самите медиумски работници. Да. Значи, бројот на истите е еден фактор, меѓутоа и нерешавањето на истите и создавање на клима на небезбедност исто така влијае сериозно во делот на евалуација како тоа државата се движи во делот на ова рангирање. Сега, кој е објаснувањето на Министерството за внатрешни работи? Вие постојано ние, имате вака. средби, разговори со министерот Ошковски. Кој е Да, неговото апсолутно. објаснување? Сакам да кажам дека тука комуникацијата е коректна, нас не информираат и практично ние се интересираме за сите инциденти, без разлика дали се сериозни или помалку да речеме критични. Добро. Во конкретниот случај, од тоа што го знаеме, има тековна истрага, тие се координираат со обвинителството. Да. И да, во ред е тоа што се координираат и во ред е што воопшто има истрага апсолутно, бидејќи имало години кои што и покрај пријавувањето истрага не следала. Но сепак сметаме дека би било поефикасно и би било подобро за сите, кога таа истрага била побрза и кога престапниците кои што ги прават овие работи на новинарите, без разлика дали станува збор за запалено возило или пак закана по живот на Facebook или пак можеби физички контакт или напад на новинар за време на протест или јавен собир, потребно е да има брза правда, бидејќи само на тој начин ќе се демонстрира дека нападот кон новинар или снимател или фоторепортер е напад кон правото на граѓаните да знаат и дека тоа нема да се толерира, дека нема да постои една состојба на неказнивост. Бидејќи кога имаме обратна ситуација, кога истрагата да речеме премногу спора или судската постапка, без разлика дали е тоа пред кривичен или граѓански суд, едноставно трае со години, тогаш имаме ситуација каде што некој иден престапник или иден насилник ќе се охрабри и ќе се рече: "Еј, па чекајте малку, има овие новинари инциденти, постапката трае, очигледно никој не е казнет, зошто да не се повтори делото?" Не, ама кој е одговорот на МВР? МВР конкретно не уверува дека тие работат на случајот и дека истражуваат. Ја разбирам дека понекогаш има деликатни, да речеме, кај нас и ресурсите, тоа што не беше укажано за истрага на тој тип на кривични дела не се на заводно ниво, меѓутоа сепак би разбирале кога тоа би требало месец-два, не и 6 и 7 месеци, така што немаат некој големо оправдување за конкретниот случај. Така што упорно ќе настојуваме да има разрешница на сите случаи, не само на овој, бидејќи два фактори се битни. Прво, овие работи влијаат да државата паѓа на глобалните индекси за слободно изразување и второ, ако не се решаваат, создаваат еден амбиент на несигурност и така практично се создава таа самоцензура која што беше спомената.